На крајот од годинашното, инаку доста успешно 58-о театарско издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински и на македонските театарџии како да им пукна филмот. Зошто театарски прилеп се уште нема нов театар, а кој беше ветуван цели 7 години и кој досега требаше да биде и готов. На прилеп му треба театарска зграда, да не дозволиме материјалното да му го заземе местото на духовното, да не дозволиме излишните луѓе да ги истиснат и да им го заземат местото на оние што му требаат на секое општество, порача Зоја Бузалковска, професорка и театарска режисерка. Сега веќе фамозната изградба на новиот театар во Прилеп ја најави уште екс-премиерот Зоран Заев, кој во декември 2020-та од центарот на Прилеп оптимистички се пофали дека во 2021 година ќе се започне со изградбата. Во моментот се трансферираат 4,5 милиони денари на сметка наменска посебна на Прилеп за изработка на главниот проект за театарот кој што следната година ќе почне да се гради. Ама и по безмалку 4 години од тогаш ветениот театар останува да биде пуста желба на прилепчани, а особено на театарските работници кои со години работат во субстандардните услови од постоечкиот театар кој е сместен во 100-годишен објект. А проектот за новиот театар дури годинава бил испратен на ревизија и сега се чека ревидентот да го одобри, па потоа да се бара дозвола за градба. Мислам дека цел град посакува нов театар и има потреби затоа што во Прилеп се одржуваат и театарските игри Војдан Чернодрински, а веќе во Македонија имаме толку модерни театри, така да ние се соочуваме со проблеми на сцена и на техника и на изведување на представите со проблеми. Затоа што ние не можеме да ги обслужиме на вистинскиот начин на кој што е потребно и заслужуваат сите професионални театри во нашава држава. Инаку, во изминативе 7 години во Министерството за култура се сменија дури 5 министри, но Прилеп се уште никако да добие нов театар.